Пар луѓе се такви на кои што може да им се даде час и кусур без никакви пречки и вака да си седнат со некого во студио и да зборуваат и да не бидат досадни. Тие пар луѓе, не знам кој се, ама пред нив е секако еден и само еден човек, а тоа е Игор Џамбазов. Енормна чест ми е да се поздравам во тебе студио. Повод за твоево мега интервју, малку проширено интервју, е книгата која што веќе не само што е готова, туку и се печати на големо и наскоро мириса од позади мириса до душа. Наскоро ќе излезе веќе и ќе ја промовираме. И се вика прирачник за антиалкохоличари или што би рекол Венко Андоновски, тоа е прирачник за алкохоличари. Точно, двојна негација во реченицата, прирачник за алкохоличари. Најпрви добро вечер на сите што останаа верни на А1 телевизија, а таквите не се малку, туку ги има и од повеќе во последно време. И најпрви да те заблагодарам тебе, а и на А1 телевизија воопшто, што ми дозволи еден час да можам да ги кажам моите фрустрации, да ме прашате вие за своите фрустрации и конечно да одмориме малку од тркалото на среќата и да поразговараме малку за тркалото на животот. Тоа знае да биде многу поинтересно. Ќе разговараме во главно јас и ти, но имаат можност и сите што не гледат и тоа таму долу има информации како. Значи преку Facebook и Twitter веќе сме нели 21 век, а мораме да промовираме и таков начин на комуникација така да работите. Преку Facebook и Twitter јас сум тука подготвен за вашите прашања, оние кои што ќе бидат поинтересни ќе му ги поставам на Игор, facebook.com/1 и на Twitter само пишувате @мајмунче1 и јас ќе го добиам вашето прашање. Иги, колкава е книгата, голема, мислам колкава, јас знам точно колкава и евеа тука книгата, значи ова без зезање евеа книгата, значи ова е. Добро, немој да ги буниш, ова е сосема друг вид на хартија, многу подобро. Колкава е, па гасам. Книгата е 400 страници, што ќе рече помала од претходната, но содржината во неја е по мене барем 2 пати по скандалозна од претходната. Се согласен. Скандалозна не во онаа смисла дека јас сега трачарам за себе и за другите, туку скандалозна во смисла како го поима животот. Значи, претходната книга е напишана во една сосема друга ментална свест, боја, во една сосема друго расположение од ова. Ова е напишана многу порастеретено од претходната, но е издадена со многу повеќе маки. Значи, морам да кажам дека целокупнава идиотштина што и се случува на нашата телевизија, го потфати и мојот проект. Ова се требаше се случи на 29 декември, значи 2 дена пред новата година. Па настана оној упад во нашата телевизија, па тогаш се собравме, па одлучивме дека е попаметно да почекаме да помине нова година. Да, ние се договарахме и тогаш интервју да го правиме. Па веднаш после нова година ни го зедоа за прв пат тефтерот за математиката. Па беше исто така многу сомнително дали воопшто се прави проектот. И бидејќи помина многу време, јас бев спремен да ризикувам, како и секогаш во животот, и да тргнам во непознато и со голема помош на луѓето од печатницата Крсте Петков Мисирков, со нивно разбирање, со нивна волја и желба. И не само тие, туку воопшто со волјата и желбата на овие луѓе што работат овде. Жаре, ова морам да го кажам сега пред целокупната македонска јавност дека за телевизија се важни две работи. Првата е професионализмот, а втората е ентузијазмот. Сум работел во многу професионални телевизии во последно време, еве ќе истакнеме една телевизија, иако се сметаме за конкурентски, но убавите работи треба да се истакнуваат. Работев во Алфа телевизија 6 месеци. Кога работев квизот Земи или остави. Можам да ти кажам дека имам најубави можни спомени од тоа. Че таму е професионализмот. Сум работел кај телевизии кои не биле толку професионални, но имало ентузијазам во нив. Што исто е битно. Што исто е многу битно. Сегашната состојба на А1 телевизија, за да знаат и да чујат сите душмани, е следна. Највисоко ниво на професионализам и ентузијазам истовремено. Тоа е ова на што ме држува и мене, тоа е ова што те одржува и тебе и овие луѓе зад камерите и сите овие што ме гледат во овој момент. Како дел од А1, јас ти благодарам за ова што го кажав. Воопшто не е ни планирано ни ништо, ја не очекував дека е вака искрен ќе бидеш и за ситуацијава наша. Ама да, тоа е тоа и се согласам со тебе потполно. Ваму зборуваше за комарот во Гол човек, повеќе овде зборуваш за алкохолот и мислам дека, барем јас така се почувствував, ме остави, кога ја прочитав книгата, многу по-замислен после ова. Имаше цел таква или не?
Добро, целта на оваа книга е повеќе кратна. Значи, првата идеја да ја напишам оваа книга е да го кажам оно што го чувствувам. Зашто моментите што ги поминував со и без алкохолот има своји радикални горе-доле, радикално лево и радикално десно. Сакав да го прочитаат луѓе кои пијат алкохол, кои редовно пијат алкохол, затоа што за алкохоличари се сметаат сите оние што пијат дневно повеќе од 0,2 литри алкохол. Значи, кога ќе разгледаш вака наоколу, ќе сватиш дека од луѓето што ги познаваш, 50% го прават тоа. И не само тоа. Не верувам дека постои семејство во Македонија во кое алкохол сериозно не консумира барем еден член. Познавам такви кои што консумираат двајца, познавам богами и такви кои што консумираат колективно. Тоа е втората работа. Третата работа, заради која ја напишав оваа книга, на некој начин да си овозможам едно чистилиште, свое, приватно. Ти требаше тоа? Лично, апсолутно дека ми требаше, затоа што абстиненцијските кризи се неверојатни. Мислам, само ние поблиските и они што биле околу мене, и они што се разбираат во медицина или па го почувствувале тоа на своја кожа, знаат за што зборувам. Значи, тоа е ненормална промена на состојбите во твојот организам, а најмногу во твојата свест. Мене, пријателе мои, ми се случуваше да за време на пишувањето на книгата, како поминуваа деновите во непиење, како се зголемуваше таа нервоза во мене, во мојот организам и во мојата свест, така почнаа ми се враќаат стари, заборавени, најпрви слики, па потоа цели сцени и на крај цели филмови од мојот живот. Всушност, оваа книга зборува за алкохолот од моје гледиште, од мој аспект. Зборува за периодот што сум го проживеал од првото пиво до последните раки и се она што се случувало помеѓу тоа. И последната работа заради која пишував книгата е оние што имаат проблем да сватат што може да им се случи ако продолжат, а оние што не ни почнале, да не ни почнува. Тоа беше мојата идеја. И ако тој мој експеримент успее, како што успеа напати во минатиот мој литературен обид, па ден се случува татковци, мајки и загрижени родители да ми придат и да ми кажат дека нивната ќерка или нивниот син го имал тој и тој или таков или сличен проблем на мојот, но откако ја прочитал книгата, сето тоа земало сосема друго течение. 5 души да се такви, јас сметам дека сум направил една мисија, макар за 5 луѓе. Знам дека многу сакате да чуеш што пишува во книгата. Ние ексклузивно ќе имаме цитати од тебе, така да мислам дека добро е да почнеш со првиот тебе, на пример, баш за ова што го зборуваш. Па да ми кажеш од кој дел е тоа? Па ова е веќе скоро крај на првата третина од книгата. Значи на почетокот ги опишувам првите тинејџерски денови поминати со алкохол, за време на снимањето на Волшебното самерче, првите студентски опивања, влегувањето во култното театарско бифе на Драмскиот театар. Кога почнавме многу да работиме, но такво беше времето. Има една добра реченица за тоа време кога вели 90-тите на сите им донесоа независност, а мене зависност. По тоа ќе ги паметам јас 90-тите. Ово што си го одбрал ти да го прочитаме токму од тој период. Вели вака, значи нон-стоп бев на алкохол, освен кога спиев. Мислам и тогаш бев на алкохол, само што тој споро испаруваше. Имав лошо согорување. Почнав да се гушам во спорогоречки дим. Почнав да живеам во магла. Ефтини хотели, заборавени клучеви, ситни лаги, жени од сите врсти и подврсти, кавги, бламажи, скандали, расипани пријателства, обновени непријателства, правдања. Книгата зборува за она што може да ти даде, а што може да ти земе алкохолот, во секој случај повеќе може да ти земе. И тоа зборува опширно, можем, вака ќе ти кажам, нели знаеш, ти ја прочитав, валјда сум меѓу првите. Си се фалам сега. Да. Ти си во топ 5. Така е. Yes. Така, значи зборува за тоа што се може да ти уништи алкохолот. Конкретно кај мене и кај луѓето што ги познавам, а и за луѓето за кои пишувам, важеше само едно правило, дека алкохолот не уништи се. Баш така можеш да кажеш, дека се? Се, пријателе, се. Сакаш да зборуваме за здравието, сакаш да зборуваме за кариерата, сакаш да зборуваме за пријателите, за семејството, за бракот, за сексот. Буквално,
Буквално секаде. А би променило ли нешто ако не беше во Македонија? Да беше во Америка со тоа шоу, со тој Холивуд, со таа сцена? Па, пријателе мој, познавајќи се себе и својот порочен карактер, мислам дека многу покусо ќе живее во Америка, секако поквалитетно, ама многу покусо. Ќе ме најде во некој хотелски. Си сакал некогаш да напуштиш држава? Да пробаш професионално да се покажеш негде надале? Не. Никогаш. Не. За моја жал не. А повторно и за моја среќа не. За моја жал затоа што може би тоа требаше да пробам некогаш во животот, но јас се водам понаа дека е подобро да си прв во село отколку последен во град. Да. Да не ме свати никој погрешно, јас не ја сакам Македонија како село, туку ги сакам селата во Македонија. Како село? Но добро, во споредба со дестинациите за кои ти ме прашуваш, ова е сигурно едно големо село. Да. Не сум имал такви желби пријателе. Дури никога сум бил тинејџер, затоа што кога бев тинејџер ја знаев дека ќе се занимавам со актерство, а не знаев дека ќе бидам глумеца најмалку водител. Дека работала до толку ќе отиде? Дека... Не ни претпоставував. Башка што кога бев дете, Жаре, јас гледајќи те тебе на тие години, можам да ти кажам дека јас сум бил 10 пати понеталентиран млад актер од тебе. Ама Да. И јас ден денеска не можам да го гледам волшебното самарче. Сега вака малку професионален инспект, мене сето тоа ми изгледа малку смешно, наивно, надуено, преиграно. Ма дека си ти тоа, инаку и сам знаеш како зборувале си. Сериозен сум затоа што јас оваа криза ја имав и на првата година на факултет. На првата година на факултет по глума, јас можам да ти признам дека после првиот семестар јас сериозно се замислив дали вреди да се продолжува со ова. Но мојот професор Вукан Диневски, кој не научи многу за глумата и за актерството, повеќе не научи за тоа што е театар, што е ред, што е дисциплина, што е љубов кон театарот, ми објасни дека не ми е разборичкан талентот се уште. Дека се уште не ми запеало петлето, како што викаше дедо ми Петри, треба да имаш тука, тука и тука за да бидеш добар глумец. Едма ако ти фали од овие 3 точки, не можеш да бидеш добар глумец. И тогаш се случи тој пресврт. Некаде пред крајот на првата година добив официјална понуда од тогашниот Македонски народен театар да играм во последната представа на легендарниот Ристо Шишков, представата Иванов. Тоа е можеби почетокот на книгата, некаде втората сцена, кога добив мојата прва улога. И мислам дека немаше подобар прототип за алкохоличар и за жртва на алкохолот од големиот Ристо Шишков. Јас присуствував на неговата последна представа, на пробите кои лича на особени театарски сеанси, какви што ги пишува во книгите на Станиславски, Мејерхолд и останатата театарска банда. И гледајќи го него, ни во еден момент не помисли дека еден ден јас би можел да бидам таков глумец најпрвен. Јас мислам дека никогаш не може да бидам таков глумец и нема да бидам таков глумец. Чио, мислиш дека талентот ти остана до каде искористен? До колку проценти? Па бедни 50%. Мислам, лично така си сметаш. Но не по нечија вина, по своја вина. Да. По своја вина. Веројатно можев да го истрошам мојот талент на многу поумни работи од овие што ги работам сега, но на крајот на краиштата такво време, борба за живот е, многу пати ќе работиш во животот нешто и што не ти се беднисува. Јас, пријатели мои, сум морал да работам работи од кои ми се повраќало, но сум морал да ги работам. Еве и сега во непосредна близина, се вратиме неколку години наназад, работи што едноставно не ги поднесував. Но понекогаш животот не прашува, туку само Ова последнава сцена сега што ја спомнав, го работеше тоа зашто мораше во смисла на тоа дека требаше да исплаќаш долгови или? Па меѓу другото да. Иако мора да ти кажам дека целата приказка со долговите, како и многу други работи овде се... Виж, и таа е некако како мите, како кој знае колку пари, мислат луѓе кој знае колку си должен. Не си правиме муабе за тоа и се најдовме. Мислам, пред 3 години јас должев, пријатели мои, колку што должи секој еден обичен македонец. Оние што ми се блиски, што се околу мене знаат. Меѓутоа, во мојот случај, тоа никогаш не завршува како кај секој обичен македонец. Можам да ти кажам дека од она што го должев пред 3 години, до денес вратив сигурно 10 пати повеќе. Значи, не е битно колку сум должел, туку битно е колку сум вратил. И разговаравме јас и ти за тоа колку кој број е поголем. Дали на луѓето што сум им помогнал, или на луѓето што сум ги заебал, како што велиш ти.
И каде за оние на кои сум им помогнал, ќе ви кажат самите, иако и македонската јавност знае од прилика јас на кого сум му помогнал. И не би сакал да зборувам за тоа. А оние што сум ги заебал под наводници, се сложувам дека сум ги заебал, ако дефиницијата да заебеш некого е следна, да му земеш 5000 евра, а да му вратиш 50. Тогаш да. Тогаш признавам дека сум ги заебал. Мислам дека би се сложиле дека и тоа е делот. Заебат. Кога ќе се вратиш од Самарче до сега, во кој период ти се чувствуваш лично најсреќен со тоа што го работиш и со тоа што го правиш за сцена, лево, десно од сцена? Па тоа се дефинитивно првите неколку години во драмскиот театар, значи тоа е од 89-та до 92-та, тоа е времето на моите најголеми театарски успеси и воопшто најголемите успеси на драмскиот театар. И тоа ти го зезна алкохолот? И тоа меѓу другото, да. Па јас го напуштив драмски театар кога на репертоар беа Чијаси и Грефели Шприцер. Значи двете култни представи. Во тоа време. Да, ретко се нема случајно се нема. Да, но јас го напуштив театарот емот каприц, емот принцип, емот бес, емот алкохол. Значи одеднаш се тоа што ми беше најважно на светот ми стана најмалку важно. Или како што вели една од реченицата, минатото светско првенство во фудбал, јас првите 10 дена воопшто и не знаев дека е светско првенство во фудбал. Значи, за мене најважната споредна работа на светот за тебе беше фудбалот, а за мене најглавната споредна работа на светот беше алкохолот. Па може и не толку споредна. Да, се сеќаваш и на една од последните сцени во книгата кога дефинитивно одлучувам да го направам тоа што го направив пред 9 месеци и 9 дена, а тоа е да го оставам алкохолот. Тоа е една истовремено и духовита, а и потресна приказка за тоа како алкохолот може да те докрајчи. Ќе зборуваме, знаеш, за тоа, сакам сега малку за овие некои по-весели, по-ведри сцени твои, имаме многу време. Имаме. Кажи ми за Дневна соба, јас како огромен фан на таа емисија сакам да те прашам, дека мој впечаток е 20 години нема таква сценографија, таков пристап кон правење емисија, такво убаво шоу по американски тертип. Што ти мислиш, што не кочи нас, зашто не направиме едно такво шоу? Па јас, пријатели, најискрено ти кажам, не знам зашто не направите едно такво шоу. Мене не ми е јасно. И јас кога го правев тоа шоу, имаше едно вакво празно студио, организирав жолт тросет, жолт двосет, жолта фотелја, една маса, аквариум со риби, еден папагал, едно куче, еден клавир. А зашто застава? Што не продолжи? Па мислам дека таков, не мислам, туку знам сигурно дека таков беше договорот. Сеќам убаво дека имав договор со телевизијата за 14 емисии плюс една новогодишна, ги направивме 14 емисии, таа една новогодишна. Немаше понуда за и договорот заврши. Па веднаш добив понуда од друга телевизија за подобар проект и така е тоа во животот. Дневна соба меѓу другото е прекинав заради Џан разбира. Заради оној втор дел на Џан. Па добро, и тоа беше големо до душа. Му се врати на театарот ти 2007 по повод 100 години од раѓањето на Петре Прличко. Ама и тоа не потраја. Колку траеше? Па добро, потраја 50-тина представи, што не е малку. Но потраја 50-тина вистински представи. Не сваѓам, па зошто одеднаш па запри имаше исто и тогаш многу спекулации. Игор пак се вратил, не знам, на коцка, многу се пропил на и го нема, не доаѓа на проби, па се замена, не знам. Не се случило Игор Џамбазов не е проба, тоа можете го проверите секаде. Секаде муабети. Кај беше проблемот? Препоставам пари имаше, публика многу, се збореше, тоа беше враќањето на Игор во театар, беше number one, и тоа долго време. Така. Се беше супер таму, навистина. И организацијата, и се почна да се случуваат работи во театарот кои нема врска со театарот, има повеќе со политиката. Јас не бев засегнат од тоа, да бидеме сега искрени и отворени, че мене никој ништо ми нема кажано лошо таму, или нешто да би има направено лошо. Едноставно, театарските представи се менлива категорија. Значи, јас сум играл во представи, туги улоги, цели 15 години. Значи, не е ништо страшно кога главниот глумец ќе се замени. За мене пострашно беше што односот на театарот кон представата за еден легендарен актер, за чија биста се стави на 5 минути пред почетокот на премиерата во фоајето на театарот. Значи, немаше снага да го издржи тој притисок и да ја остави, да речеме, истата оригиналната подела. Еве ќе ти кажам сега пример. Тоа е исто како да ти ме најавуваш мене 2 недели дека ќе бидам гостин на Ексклузив и дојдеш овде во 15 за 6 и тука на моето место седи Тони Михајловски. Значи, вие пак и си направите муабет. Супер.
така биде интересна емисијата. Ама не е тоа што се договаравме. И текнува. Тоа почна да се случуваат некои чудни работи. Значи, оваа глумица мораше да замене таму, па ќе донесеме друга. Овој глумец ќе снима филм, па сака малце да се осави, па ќе донесеме друг глумец. Овој глумец нешто не му е арно, така. И во еден не професионално со некоја најосновна... Па не се работи, значи зборуваме конкретно за организацијата на театарот, не за тие посебни, значи тоа се случува кај глумците, да не можат вис мајор ситуации и така натаму. И во декември пред 2 години јас ја повредив тешко ногата. И тоа на ден на представа, шетајќи го Бошко, се лизнав, многу опасно. Тоа едноставно не можев 2 недели да... Они ме тера да дојам со лонгета на представа, што беше потpuno незамисливо. И од тој момент па натаму, бидејќи представите беа продадени однапред, моите представи, влета во нив мојот колега Александар Микич, зашто сум му бескрајно благодарен затоа што успеа да ја одржи представата во живот, а представа сепак си има свое значење. И направена е по повод 100 години раѓањето од Прличко, неговата биста се уште стои таму, плакатите се таму, големиот плакат сомнително лице со мојот лик и така натаму. Тоа за мене беше една прекрасна авантура, ама знаеш како што викаш пари, имало ли пари? Јас таму и не отидов за пари. На крајот на криштата јас никогаш не сум се занимавал со театар за пари. Мислам, побесмислена реченица од таа дека јас работам театар за пари во Македонија не можеш да изговориш. Значи, театар се работи само од љубов. Ако го нема оној ентузијазам за кој правевме муавет и оној професионализам за кој правевме муавет... Да, тоа не е само за медиум, тоа е и за камо ли театар. Уметност на сила не бива. Така, го спомнавме Прличко и мора да се спомне сега тука, нели, и твоето семејство, меѓу другото 3 генерации игравте во сомнително лице. Што се случува на семејен план со Александар, со твој татко? Па ништо, со мојот татко сме другари, денеска баш бевме заедно. Ми донесе 4 бурекче, 1 јогуртче, 2 кутии цигари. Пред неколку години кога беше прочитав, повторно конечно сме татко и син онака како што треба. Така, како што јас и Калиопи се муваме, тоа ти е истата приказка. Добро. Знаеш како, пријател? Само и мала дигресија. Милион прашања има, праша го за Калиопи, праша го за Калиопи. Добро. Значи, што се случува? Толку интензивен животот, начинот на кој живееме. Еве и овие луѓе што не гледаат сега, а се од моја генерација или слична, нека се прашат себе си кога последен пат ги виделе своите родители. Кога им отише на гости, ама да не е Божик, така, Нова година и кога отишле на ручек, по собствена желба, на ручек или ги поканиле нив. Значи, толку се отугени луѓето, асоцијални се станати дури и луѓето што се блиски и преблиски. Па така ги изгубивме нашите школски другари, старите другари од мало, не ги препознаваме. Еве оваа година ми е жаре 30 години од матурирање. Мене ми е страв да отидам, мислам дека нема да познам која ми била соученичка, која ми била професорка. Годините брзо минуваат и луѓето се менуваат. 30 години од матура. Поразно звучи вака. Баш. Имало период кога не сте правеле муавет? Кога си пробал да го добиеш, па не сакал да се чуете или нешто слушно? Не, повеќе имало периоди кога тој сакал да ме добие. А ти не си сакал? А јас не сум сакал, затоа што мислев дека... Знаеш како, Жаре, таа генерација на која припаѓа татко ми, тоа се 30 до 40 години од минатиот век, тие се воспитувани, живеени и растени во еден сосема друг амбиент. Значи, еве, ќе го земам татко ми за пример. Да речеме, што значи љубовта за таа генерација. Јас никош нема да заборавам, додека сум жив. Дека кога го спуштаа сандакот на мајка ми долу во дупката, и во онаа потполна тишина, само погледнав на татко ми, и она нака вака со раците, вака расширени, и само рече, и што ќе правам сега ја без тебе? Значи, тоа никој денешна генерација нема да го направи. Или ќе го направи, а потоа ќе му помине. Значи, за мојот татко, животот е застанат оној момент кога јас нема мајка ми. И секој муавет на тема, дали има шанса да се појави некоја друга жена, значи не да му биде сопруга, да му биде пријателка, да одат во кино, да одат во театар, да одат на концерти, да одат на викенд. Има сериозни шанси маестро да ти се налути, затоа што за него постои само една жена. Тоа е одлика на таа генерација. Тоа е она што ние го немаме. Ние се заљубуваме на 15 дена, раскинуваме на месец дена. Ако не се ожениш до 30-та година, зошто не си се оженил?
Ако се ожениш на 19, зашто сега си се оженил? Ако се разведеш на 30, зашто се разведе? Ако се разведеш на 18, зашто се... Така, никако не можеш да ми го фатиш крајот на луѓето. Тоа е, со татко ми си комуницираме нормално, он редовно ме посетува, доаѓа на снимањето на тркалата, понекогаш доаѓа на Идолот, доаѓа таму каде што сум сместенот и јас со мојот начин на живот, понекогаш ни тој кутриот не знае каде точно во моментот се наоѓам, но сега нашата комуникација е прекрасна, имаме договор да направиме нешто заеднички конечно во животот, имаме една идеја, не би сакал се за неа да правам обид. Добре, да, не е би. Така, третиот член на фамилијата што се уште шета по планетава е мојата сестра Тања, Татјана, која е во Сан Франциско. Сега пред емисијава баш ти пушта незини клипчиња, она е софтверски научник во Сан Франциско, има своји проекти, програми кои ги продава низ светот. Последен пат кога сте се виделе? Последен пат се видовме за премиерата на Сомнително лице, таа долета од Бостон, се сеќавам. А пред тоа? Па пред тоа се видовме само 3 пати за 15 години. Мораше да дојде кога се оженив и се разбира кога почина мајка ми и дедо ми доаѓаше. И секој пат моравме да ја чекаме по неколку дена за да допатува од другата планета. Колку те знае Тања? Онака баш те знае колку што те знаеме ние, пошто ти си отворен човек, ти во книга пишуваш се. Па јас мислам дека за жал мојата родена сестра најмалку ме позна. Знаеш, и тоа е многу тажно и поразително. Мислам, ти било криво. Нормално дека ти било криво. Нормално дека зашто ми било криво. Се уште ми е криво. Само што јас не сум тип што може да разговара со сопствената сестра виртуелно. Значи, оние што ме познаваат знаат дека ја не знам на Facebook да влезам. За потреби на книгата морав и да поднаучам по нешто од компјутерите, но да комуницираш со собствената сестра на интернет, преку имејл, преку Skype, преку Twitter или како ви се вика ова вашево, за мене е незамисливо. Односно тоа е деградирање на еден потполно природен однос кој треба да го имаат брат и сестра. Но па за разлика од тоа, кога случајно ќе се чуеме, ние си разговараме како да сме се слушнали последен пат, минатата среда, што исто така не е во ред, затоа што и двајцата глумиме присебност, и глумиме дека се е во ред. Си барал може би замена за таа близко што ја дава брат или сестра, што си ја губил со Тања? Па да, пријателе мој, да. Брат немав, сум немал брат, но ете, замена за мојата сестра пронајдов во една потполно обична и нормална девојка што се вика Слободанка. Ја знаат сите во градот, Боте, јас ја викам Дотка, Дотка значи сестра, по замена на вистинската сестра. И го откри псевдонимот. Таа ми е сестра, да. И толку, што се однесува до моето семејство, тоа сме ние тројцата мускетари, последните тројца амигоси од лозата Џамбазови. За оние мои роднини, поблиски и подалечни, што ги имам низ Велеси, низ Штип, може да ти кажам дека секојдневно, секој одење откривам нови вујковци, нови братучеди, нови внуки. Страшно. Јас имав една многу непријатно искуство сега на Идолот. Морам да го споделам со тебе. Чекајќи наред во Континенталто, како беше скопскиот дел од промоцијата, прочитав дека настапува некоја девојка што се презива Џамбазова и дека е од Штип. Се јавив да проверам по името која е девојката, набар го открив дека ми е внука. И таа се појави пред судиите на Идолот и јас си кажав дека презимето е многу зезнато и дека јас ќе морам да станам од судиското столче и да препуштам одлуката на Тони и на Калиопи. Така и беше. Јас застанав зад камерите, таа отпеа што отпеа, добро отпеа и Калиопи и Тони ја пуштија. Во следниот круг, што се случи? повторно дојде, но во следниот круг јас морав да гласам. И работата беше јасна. Таа не пееше така добро како минатиот пат, а до тој момент веќе имавме оборено 30 луѓе кои пееа подобро од неа. И јас не гледав причина зашто таа би одела понатаму. Тони кажа да, Калиопи кажа не и јас кажав не. Значи тука им ги затворивме устите на сите оние што мислеа дека може, а не знам ни од кои причини би требало тоа. Знаеш, болно амбициозни родители се страшна работа. Иако морам да се пофалам дека ние на Идолот немавме такви проблеми. Освен еден
не би сакал денеска да употребам лош имиња, го сум расположен, зашто да не. Еден кандидат кој мислеше за себе дека ние ќе паднеме на гасот, кој ќе ни отпее две-три оперски арии кои делуваа како, не знам, како Павароти да ги пееме пред да умре Павароти. Така и одеднаш се појави неговата мајка, која може би ми е и генерација. Со вили. Викаше малку, викаше и тогаш јас ја прераскажав оваа приказка за малата Џамбазова од Штип. И жената беше принудена да се повлече за тоа што аргументите ги ставивме на маса и фактите ги ставивме на маса и се беше јасно. Тераме до 7 со Игор, а тек сега почнуваат интересните муабети, значи зборуваме и за жените, и за комарот, и продолжуваме за алкохолот во малце по-хардкор варијанта. Значи, останете со нас. Кратка пауза за реклами да земеме и ние с Див и се враќаме. Косата ми е толку сува. Како твојата изгледа толку здраво? Тоа не сум јас, тоа е мојата нова Шаума Суперфрут Микс за коса. Иновација од Шварцкоп. Шаума Суперфрут Nutrition. Суперовошјето ја има сета моќ на витамините за негувана и мазна коса. Затоа сите мажи кај тебе чекаат на ред. Ново Шаума Суперфрут од Шварцкоп. Професионална нега на косата за вас. И за моментно расчешлување без измивање. Новата Шаума спреј регенератор. Лесно е да ја видите работата завршена кога веќе сте биле кај нас. Совршен избор за сите вистински господари на алатот, за оние чиј втор дом е нивната домашна работилница. Електрометал, професионални решенија за среќни домови. Купувајте МИК производи во продавниците на МИК Свети Николе и добивајте подароци. 50 години МИК. Голем јубилеј за големи подароци. МИК. Храни се здраво. Живеј спортски. Таа е кралица на водите. Истина е, внучко, да му веруваш на дедо. Да му веруваш на дедо. Косувчанка, кралица на водите. Голем избор на материјали за мебел од познати светски брендови, меѓу кои познатиот светски производител Heindl. Мегатехна, центар за материјал за мебел. Сакате попусти и специјални понуди? Сакате вредносни ваучери за поголема заштеда? Одличен попуст по купени 10 производи? И тоа е можно. Сакате ли специјален попуст само за вашиот роден ден? Ако пак сакате да отпатувате во Рим, со Клуб 5 и тоа е можно. Купувајте со привилегии со Клуб 5 картичка и учествувајте во наградната игра. Сега имате нова можност со Клуб 5 да освоите 5 дена во прекрасниот Рим или еден од 50 вредни ваучери. Јавете се на 0800 2 88 88. Најденко песмо, деликатни зачини, со љубов печени. Фетучини Марети, најтенки ленти, со најдобар вкус. Марети, приказни од пекарата. Did Will Bechtel murder his wife and dump her body in the ocean to cover up his crime? That is what police are now asking. Еден од двајцата осомничени,
е вистинскиот злосторник. How could Will say that I killed a man? Но кога тие ќе го превземат случајот, She was killed on the island by someone else. That's her story. работите стануваат појасни. He's a convicted murderer. And yet, our clients are on trial for murder. Вечерва, дознајте што на вистина се случило во Правда. Во последната епизода од хит серијата Сечи докторе. Positive about what? За да се соочиме со болката, од која не може да се побегне. Потребна е насмевка. Во вторник, Сечи докторе. Назад сме со Игор Џамбазов и да дзирнеме што вика Facebook и Twitter. Значи, прашува дали си имал некогаш проблеми со дрогата, пошто изгледа логично им доаѓа збориме за коцка, за алкохол. Ова дрога. Јас, Игор Џамбазов, никогаш не сум имал проблеми со дрогата. Ете, така, доста име. Никогаш. Да видиме што вели. Може би дрогата имала проблем со мене. Да, не те засакала баш. Те поздравуваат сите, значи и тоа многу села. Мислам од многу села, од сите страни на Македонија и од сите краишта. Добре, мене граѓаните не ме сакаат, повеќе ме сакаат овие. Знаеш така. Вели, зошто не си го брендираш името? Што има да му брендираш на името? Ти си народен човек. Кажи му да се јави после емисија. Баш така. Ќе зборуваме за сите овие работи што пишуваат и тоа почнувајќи од скоро. Да видиме што има уште нешто, прогнозер нешто такова. За Славе Трифунов, како си поминал? Тоа стана култно некако интервју. Да. Па мислам и со обои некако многу национално е, мислам. Да, воопшто не беше таква идеја. Шега, испадна дека ти си да, абсолютно. И бидејќи веќе им е здодевно на тие што го гледале тоа шоу со Слави Трифонов, нека влезат на YouTube, нека го изгледат и секој им стане јасно. Од играчка плачка беше работата, сосема заради други работи отидов таму, а тој ме пречека од сосема друга позиција. Многу неславно заврши и за мене и за него. Така, кажи ми, вика, која е првата фаза да го убедиш човекот да се откаже од алкохолизам? Па меѓу другото да ја прочита книгата. Се слагам. Затоа што таа се занимава токму со тоа. Која е првата фаза да го оставиш алкохолот и што се треба да направиш? Тука ќе го кажам феноменот на портокаловото фичо. Тоа е една од приказните на крајот. Да. Значи, кога бев млад и кога заработив доволно пари да го купам првиот автомобил, го купив првиот автомобил со пари во кеш. Радосно е видена. Портокалово фичо. И сега на овие од младава генерација кој ќе им раскажеш дека си купил портокалово фичо и си мислел дека си главниот фраер во градот, тоа за нив делува смешно, но тоа беше така. Кога купив тоа прво моје портокалово фичо на своји 22-3 години, јас се уште немав ни дозвола. И кога го вртев првото кругче низ градот, си повторував во себе си само едно. Џамбазов, каков фраер си ти? Имаш портокалово фичо. За да не поминат ни половина час, само едно кругче по Илинденска до крај и Партизанска кон центар, за да сватам дека секое трето фичо во градот е портокало. Баш како твоето. Баш како моје. Но кога немаш портокалово фичо, ти не обрнуваш внимание на другите портокалови фича. Баш така. А кога имаш, ги препознаваш. Така исто се алкохолот. Не го разпознаваш проблемот кај себе прво. Прво ќе го воочиш кај другите, па ќе се видиш и себе си дека полека си станал. А ја обратно ќе те прашам. Која е прва фаза на спознавање на проблемот? Па има два начина да го спознаеш тоа. Едниот е сам да го почувствуваш, другиот да ти го кажат некои други. А треба 100 пати да ти го кажат, пошто некога ја кај тебе гледам таков ќе да се случи. Обично 100 пати го кажуваат. Да, и мене ми го кажувале 100 пати. Во книгата се вметнат и само дел од тие најдобронамерните што ме убедувале дека е крај со мене, дека морам да престанам да пијам. А такви имало? Но во книгата станува збор за две откажувања од алкохолот. Првото е 93
1993 година, која траеше до 2000 година, јас се немав напиено ни една голтка пиво. Значи пиев само 7 години беше 7 години не трезен. Од 15 ноември 93 до 15 ноември 2000 година. И по повод 7 годишница од непиење се напив едно пиво. Па утре да станаа 2, па 4, па поминавме на розе вино, па се вративме на шток и така натаму. Но, бидејќи тогаш се уште беше жива мојата покојна мајка, беше жив и дедо ми, тогаш бе во брак. И некако првиот пат алкохолот морав да го оставам заради другите. Значи да не го избламирам дедо ми кој беше веќе пред крај, мајка ми која беше кревка со здравието и да не го уништам бракот кој што туку започна. Тогаш престанав да пијам заради другите. Овој пат престанав да пијам исклучиво заради себе. Мене мојот внатрешен часовник ми кажа дека е крај. Значи, не 2, 3 жолти картони добив. Многу интересно начинов на кој што ти спомна Португалија, Северна Кореја играле. Да, тоа беше страшно. Тоа е една од најпотресните сцени. Многу потресно. Да, тоа е самиот почеток на пролета. Јас се вратив бевме со Скопските федери на 3 концерти во Јужна Македонија, бевме сместени кај мојот пријател Истатов во Дојран. Се нема видено и со шефот што си го викаме ние, па си дозволивме малку од повеќе првиот ден да се расположиме покрај базенот со една гитара и со домашна ракија. Па некако се поклопија вечерта настапот, после настапот федерите, како и сите федери, си легнуваа. Како федери? Јас продолжив, утрената повторно настап. Така 3 дена и 3 ноки. И се сеќавам дека кога се враќаме на кај Скопје, ликот од книгата Стотчето, ево овде присутен овде, кој што никогаш не ме прашувал и не разговарал со мене на таа тема, само ми рече, дали знаеш колку алкохол испи за овие 3 дена? И јас му реков, колку? 6. Што 6? 6 кила ракија. Што којите вика не изметаме, што ги пиеш за време на свирката. Па, пријатели мој, размисли. 3 дена таму, 6 кила домашна ракија. 2 кила ракија на ден. Знаејќи колку шток пиеш, па тука сигурно има уште... Да. И има една добра сцена во книгата кај што викам, па земи кило ракија на ден, со години, истурија на радијаторот. Лака, од Сабајле стани, дојди ракијата, историја на радијаторот и одиш. Не за 2 години или за 10 години, за 2 дена на радијаторот ќе почне му се лупи бојата. Спојките, гвинтовите ќе почне да попуштаат. Оној главниот вентил ќе се одвртува. Бојата ќе му се смени. Па немаш ли ти вентили? Мене тоа не ми е јасно. Кој е твојот вентил, твојот гвинт? Што тебе ти се случуваше? Вајда нешто мора да ти се случило. Што да ми се случи? Па не знам, 7 литра така... Па мене луѓето ми викаат дали пиеш сода бикарбона. Ја викам, зашто се пие сода бикарбона? И вика, заради киселини. А јас им викам, а што е то киселина? Па вика, бе, човече, едно такво од Сабајле не ти се прави? Не, бе, душо, не ми се прави. Значи, Горан Стефановски во некој интервју по повод оној мој славен рекорд во водење непрекинато радио емисија се среќа 91 година, го прашува, вика, не, дечкото е изградено од авионски челик. Значи, само тогаш така се лажевме. Тоа беше пред 20 години, авионскиот челик и тој попушта. Кажи со челикот што се случи на тој летен ден. Па на тој летен ден се прибрав јас дома и се сеќавам многу добро дека игра Португалија, Северна Кореја на светско првенство во фудбал. Беше многу жешко. Бошко се уште беше жив, си лежевме со Бошко и во еден момент стана спарно и станав да ја отворам вратата од терасата и да ја подобрам сликата, бидејќи немав кабловска, немав сателитска, немав бум, немав ништо, туку со една најобична жичка, гледав, и тоа задува малце ветер, се мрдаше сликата и ми ја растори сликата и јас станав да ја поправам сликата и тоа е последното на што се сеќам. Сеќам дека пред да станам Португалија го даде првиот гол. После 20 и кусур минути. Се мачеа со корејанците, се мачеа, им дадоа 1-0, а кога се разбудив, жаре, само почувствував страшна болка во левиот предел од главата, бидејќи како што сум паднал, сум ударил во радијаторот и тоа да не е малецките радијатори, нешто такви. Да, убаво сум си легнал, сум паднал на паркетот и се сеќам многу добро дека кога ги отворив очите, на
на екранот пишуваше Португалија, Северна Кореја 7:0. И јас го гледав тоа и викам готово е. Забегав, отидов. За да после сватам дека сум имал, што викат младите модерно, блекаут, односно помрачување на свеста во време трајање од 6 гола на фудбалски надпревар. Да, и тоа ми беше добра приказка за во книгата, бидејќи мојата основна теза во книгата дека во животот е се е бело-црно, горе-доле, лево-десно, или ќе го издржиш притисокот, или нема. Или Барса, или Реал. Да, тоа е во животот. Не можеш ти да играш и во Барса и во Реал. Са имало такви што од Барса оделе во Реал, ама не поминувале добро или обратно. Кажи ми, си имал претходно помали вакви, да речем, инциденти и си рекол, не пијам, не пијам? Не сум. Ова беше тој еден вакако секира што... Ова беше црвен картон. Да. Ова беше директен црвен. Да, од позади клизач. Да. И мислам дека таа последна опомена, и јас ја сватив многу сериозно за прв пат во животот, затоа што 1000 доктори конзилиум да се собереа и да ми кажеа дека треба да престанам со пиење, јас не може да го направам тоа. Реков, јас ќе престанам да пијам само тогаш кога сам ќе одлучам. И тоа им го препорачувам на сите. Значи, ниеден доктор нема да ве излечи од алкохолизам. Ниеден. Значи, запомнете го ова. Вие што сега пиете, до крајот на животот, да не се напиете ни една чашка ракија, вие до крајот на животот ќе бидете алкохоличари во абстиненција. Затоа што алкохолизмот, најраспространетата болест на планетава, од најефтино платениот убиец на планетава, што се вика алкохолот, е неизлечива болест. И што би рекла мојата баба Маца од Слепче, која вели: крадец ќе бидеш додека можеш да бегаш. Коцкар ќе бидеш додека можеш да гледаш. А пијаница ќе бидеш до гроба. Значи, тоа е нешто со кое се умира. И можам да ти кажам дека еден голем дел, ако не и 80% од луѓето за кои се пишува во оваа книга, умре од алкохол. Значи, големи боеми, големи бардови на кафеанската уметност. Значи, актери, режисери, музичари. Си исплашил ли ти, кажи ми, од тоа? Си рекол, ја ќе умрам? Шопрам? Па меѓу другото, тоа што ми се случи на Португалија и Северна Кореја, тој црвен картон беше последна опомена. Види сега, тоа не е страв, вистински страв од смртта. Јас се сметам себе си за човек кој е кукавица приватно, но не се плаши од смртта. Јас сум кукавица за некои многу прозаични работи. Но исто така открив дека мене кукавица ме правил алкохолот. Дека во суштина не сум таков човек. И шетајки по својот живот, откривајки за потребите на оваа книга, сфатив дека јас сите глупости во животот ги имам направено само на алкохол. Тънки сме со време, одиме на нешто што сите ги интересира, гледам многу прашуваат. Ајде кажеме кои жени го одбележаат твојот живот? Па жени. Па каков е тој живот, ако не го одбележале најмалку 10 жени? Мојот живот го одбележа неколку жени. Па да не ги сметам овие што се подразбираат, значи, како што е породената мајка или сестра, или ете мојата бивша сопруга, со која поминавме супер 10 години. Потоа се случи тоа што се случи, по моја вина се разбира. Но оние жени кои го обележале мојот живот ги има во оваа книга. Ги има, да. Мене ми е многу жал што ниедна од нив нема да присуствува на промоцијата на книгата, затоа што ниедна од нив повеќе не живее тука или да живее тука е ептен фамилиарна и не би сакал да ја нарушувам приватноста и убавиот брак. Но и самиот забележа дека јас сум бил опиен од жените исто толку колку што сум бил опиен од алкохолот. И дека алкохолот секогаш на крај. Што ти си зајавал пријател, така и жениве знаеле да те зајават. Па да, меѓу другото, една од најнепријатните работи што ќе му се случи на секој оној што нема да го остави алкохолот е онаа работа за која ниеден маж нема мадиња да зборува. А тоа е импотенцијата. Значи, прво што ви следува, откако ќе забраздите добро во алкохолот и ќе одлучите да престанете да пиете, прво нешто што ќе ви се деси е 100% импотентност. Значи, не губење желба и волја за секс, туку
едноставно тотална импотентност. И сега тоа може да влие многу лошо, особено кај млади луѓе. Да речеме, јас со тој проблем се справувам на тој начин што зборувам отворено за него. Значи, за тој проблем јас зборувам и со потенцијални кандидатки на ноќта кои се појавуваат понекогаш во мојот живот. Шо викаш? Затоа што да си знаеш. Да, најотворено. При тоа не за да си обезбедам алиби за мојот следен неуспех, туку да видам може ќе чуеш и некоја паметна работа од некоја 25, 30, 35, 50 годишна. Да, и може да ти кажам дека сум наишол на луѓе кои имале вистинско разбирање на жени за тоа. Па потоа сум открил дека сексот, иако е една од најважните работи, не е толку битен за луѓе како мене, на кои повеќе им треба некој да има, да ги погушка од саба или да им направи кафенце и да си направи муабет и да ги пречека Се случувало да ја нема дотичната на Сабајле? Па се случувало и мене да ме нема. Да. И не само од незината резиденција, се случувало мене да ме нема од собствената резиденција. Да, тоа е она последна фаза кога гледаш што си прибрал дома. Да, и тоа е меѓу другото една од непријатните работи врзани за алкохолот. Значи, ако најотворено зборуваме за овие работи, како што јас себе се обидувам со тебе да помогнам на некои луѓе, има многу луѓе го имаат овој проблем, само никој не сака да го признае. Значи, тука не помага ни една виагра, тука не помага ни еден витамин за 50 годишњаци. Значи, тука помага само правилен начин на живот, правилна исхрана, метаболизмот да си влезе во својата колотечина, верба во себе. И сега по некој руски филм од интернет е добре дојден. Слушај, знам дека си трезен ти колку долго, 9 месеци рече, така? И до кај си ти на овој пат? На враќање на... Па работиме. Има една реплика во книгата што вика важно е дека си жив, пријателе мој. Се сеќаваш на таа реплика? Да. Дека во овие денови полека чувствувам дека имам пријател на себе и важно е дека е жив. Живнуваш. Да, така е. Добре, ајде да продолжиме. Мислам дека овде, во оваа дебела книга, имам впечаток. Овде ја има искра малку, а овде верувам ја има многу. И гладни се луѓе, морам тоа да те прашам. Па да ти кажам, искра на некој начин и не е поврзана многу со приказките за алкохолот, затоа што јас искрен во најубавите години од нашиот брак јас не пиев. Че ние се зедовме 92-а, јас 93-та го оставив пиењето. До 2000-та година јас воопшто не пиев. А од 2000-та година па наому почна да се растура. Тие се убавите периоди за нашиот 93-та. Да, тоа се најубавите периоди, да. Најубавите. Ако Преска ме праша за најубавите периоди од мојата кариера, а ти кажав дека се тоа моите први денови од театарот и моите први главни улоги, најубавите периоди биле секако тие 6, 7, 8 години проведени со неа, зашто ние имавме толку либерален брак што може да ти потврдам дека луѓе ни завидуваа. Како и за Тања ќе да прашам, последен пат си се видел, си се чул со неа? Има некаква комуникација со Искра? Она знам, нели срекна мажена, има и... Да, јас се слушнав еднаш по грешка. Буквално по грешка. Да, сеќам дека седевме со Маја Вукичевиќ на кафенце, денско. Само на кафе? Само на кафе, да. И дека таа бараше некоја сосема друга личност и ја доби Искра. И знам дека и Маја не знаеше што да направи во моментот, знам дека само ја поздрави, дека она ми пушти поздрав, и толку и го земав телефонот и само си кажаме едно здраво, ќе се видиме толку. Мислам, ние имаме многу... Ние сега немаме никаков однос, не комуницираме, верувам дека да се видиме. Од пријателски аспект дали ти фали? Да. Искра е голем другар. Искра е голем другар и Искра зборуваше кога не треба, ама знаеше да молчи кога треба. А тоа е... Да, Искра знаеше да избрза, знаеше да каже нешто што не треба кога не треба. И ти си за тепање има еден момент, ја не ми се веруваше со новата година. Да. Игор. Да, тоа е прекрасна приказка. Да. Накратко кажи, ајде да не биде вака. Накратко, значи, што се случува? Нова година, одиш ти да пазариш? Да, нова година, кај нас во аеродром, организираме ние, треба да дојде Тони со неговата тогаш поубава побалецка половина. И Александар Микич со својата тогашна. И што се случува, кажи ми во една реченица. Мислам, баш толку е... Ништо, испратија со еден голем список во Веро. Така. Беше многу гужва, затоа што сите идиоти како нас пазарат тој ден, точно на 31 декември.
И сеќам дека ме препознаат тие од таа, па ми кажа дај го ливчето, па ние ќе ти не бавиме, ти седни си туку уби фенцето, ние додека ти го набавиме списокот. Се најав тука со некои луѓе, веројатно имаше убави такви Шанкче, Малецкова, и да скрадам приказната. Да, кажи. Дома се вратив на 16 јануари. И се сеќавам дека воопшто не беа големи скандали и ништо. И има во книгата, тоа ми е една од најголемите црни дупки во мојата алкохоличарска кариера. И воопшто не се гордеам со тоа, иако секогаш кога го раскажувам. Абе тоа не ти остава некој емотивен товар понатаму? Како не остава? Како за тоа? Па јас сум подгрбавен од товар, пријателе, да не гледам. Да, тоа се тие лузни и петна што ќе ги носам до крајот на животот и токму заради тоа жаре сакав да го направам ова. Значи потполно ирелевантно дали и колку ќе заработам од оваа книга. Јас веќе заработив од оваа книга. Не, бе, го тргаме на страната. Јас веќе заработив од оваа книга со тоа што тие 5 луѓе што ја прочитаа оваа книга досега и оние што мора да ја прочитаат како што се лектори, дизајнери и не знам луѓе во печатница или рецензентот, и јас знам дека сум направил добра работа и голема работа. И затоа ми е многу кеф што и покрај проблемите што ги имавме овде со телевизијата, и покрај тоа што се одложуваше датумот на провоцијата, сепак постојат уште добри луѓе, постојат луѓе со кликер. Издавач на оваа книга е Универзитетот ФОН. Значи, може да ти се пофалам дека јас сум првиот македонски автор. Не сакам да кажам писател, затоа што јас не сум писател. Знам дека си внимателен и со тоа. И не сакам воопшто да ме мешат со македонските писатели, затоа што за да бидеш член на клубот на писателите, како што викам јас, треба да си некој нешто во литературата. Но еве да го кажеме, ајде, литературен обид. Видите, во Америка и за мала врата, и за обид, за убиство се одговара исто како за убиство. Сакам да го кажам ова, нема она големи литературни претензии. Она само сака да ти покаже, како и сите мои претходни книги, како не треба. Како треба, не знаеме ни ние. Воопшто не треба да се објаснуваш, да откриеме. Никој, буквално никој не те сваќа така. Веруј. Веруј. Не бе, еве сега додека рекламиравме 2 недели, колку рекламиравме се утепавме интервјуо, никој тоа не го мисли. Значи, сите веруваат во твојата најискрена намера, што е така, што е вистина. Апсолутно. Инаку немаш потреба да трошиш зборови на тоа, веруј. Сигурно знаеш еден куп луѓе, многу ни цела Македонија, ама сигурно па и многу малку се тие како дотка, дали? Што те познаваат и што те сакаат вистински. Во претходната книга зборуваш за брат ти Тони, овде го има исто, ама пак го има помалку. Морам исто тоа да прашам, пошто еве, си сакаат луѓе. Имаше муавети многу дека со Тони сте се скарале апла. Не сте зборувале долго време ваму таму. Сега ве гледаме заедно на Идол, па тоа им доаѓа како шок. Што е, имало или немало кавги, што било работа? Па, ако им дошло како шок, тоа е ни проблем, ја не гледам во што е шокот. Значи, јас и Тони Михайловски се знаеме скоро 20 години. Ние сме браќа. Ние 6 години живеевме врата во врата. Значи, јас живеев кај него, тој живееше кај мене. Јас го издржував Тони, Тони ми издржуваше мене. Секое пријателство, секое другарство си има своји кризи, како што секој брак има своја криза, како што секој фудбалски тим има своја криза. Така има криза и во еден однос. Значи, на крајот на криштата, луѓето се разведуваат, се на судови по 50 години. Нашето беше едно недоразбирање кое не го заслуживме ни тој, ни јас. Би рекол дека за глупост сте се скарале. Нема потреба да збориме се. Ние не сме се скарале. Ние престанавме да комуницираме. Ето тоа, како и да го крстиме. Заради трети луѓе, како што тоа обично бива. Тоа е осигурување трето лице. Ние не бевме осигурани од трето лице. Но се гледа дека кривец бил некој друг, затоа што нашиот однос сега е потполно нормален. Ние кога се видовме за прв пат на првата средба за Идолот, ние се однесувавме како да не сме се видели од минатиот четврток. Си благодарен за тоа и пак си вратил на некој начин пријателство големо. Како не? Многу е тешко да вратиш загубено или нарушено пријателство. Како и да е, да. Многу е тешко да го вратиш пријател. И може да се случи да се потребни многу повеќе години да го вратиш, отколку времето што си го потрошил создавајќи го. Да. А знаеме дека се повторно е производ на
овој интензивен живот што го живее. Точно. Морам да те прашам и за уште една работа, а тоа е она што јас би сметал дека можеби е некој освестување би требало да биде кај алкохоличарот, а тоа е кога ќе заминеш во една таква установа фина како со иницијалите како беше на Брижит Бардо. Клиниката Бардо. Клиниката Бардо. Тоа колку те опамети кога отиде таму? Па ти кажав, јас првиот пат заминав таму заради други. Заминав за да им олесни на моите блиски да сватат дека... И остана колку време? Па останав доста. Остана? Останав доста. Да, останав доволно толку за да сватам дека јас не сум за таму. Ја тоа што го видов... Останав толку долго за да сватам дека тој проблем можам сам да го решам. И останав на крајот на кришата толку долго за да сватам дека не ми се потребни оние радикални мерки кои се превзимаат врз сите лечени алкохоличари кога ќе ги пуштат на домашно лечење. Знаеш дека постои таа тетидис терапија, што те спречува. Тоа е нешто многу страшно. Значи, јас тоа го земав орално, значи секој сабајле едно големо коинско апче. Тетидисот е дисулфирам, кој не ти го лечи алкохолизмот, но ти помага да го пребродиш. Сега за оние што се порадикални во своите животни сваќања и не се дисциплинирани да го пијат тетидисот, им го вградуваат во висина на папокот, под кожата, и тој полека се разложува. Во моментот кога ќе се напиеш алкохол, колку? Една чашка е доволно да се напиеш. Добро. Почнува црвенило, почнуваат алергии, почнуваат гушење, може да дојде до застанување на работа на срцето, можеш да добиеш мозочен удар, а во најтешки случаи завршува и со смрт. Во еден према 10.000 завршува со смрт. Ама во секој случај хорор. Хорор. И кога ќе го сватиш ти тоа, значи тоа првото одење таму ме научи тоа дека нема зезање со алкохолот. Од кога сватив дека само тоа зезање ми остана во животот и кога повторно почнав да пијам од потполно глупави причини, тогаш сватив дека алкохолот дава две шанси, само две шанси, не три, не една. Алкохолот ти дава две шанси. Еднаш ти дава да се покаеш, но трета шанса не. Те мачат уште тие случаи што си ги преживеал таму. Мене ме мачат од читање книга. Брате, мене ме мачат на секое препрочитување, особено во последната фаза од книгата. Да им дадеме од прилика слика што се случувало, значи што мислите дека се случува во Бардовци, тоа се случувало. Да, тоа се случувало и јас не верувам дека е повеќе така, пријатели. Не верувам затоа што знам дека се направени многу промени во државните медицински установи и така. Не верувам дека е така. Има една реченица во книга што велам, каде се сега тие поданици на старата курва европска да видат каква лудница имаме ние во нашава лудница. Значи тогаш да доеше некој од Европа. Ја мислам дека ќе ги затвореа сите сосем министерот. Да доеше некој да го види, да види како луѓе живеа. Секогаш оние потресни приказки за жените во Бардовци што им ги продаваат на локалните фраери, па тоа е страшно. Нема потреба да ги збориме, ќе ја прочитаат книгата. Кажи ми сега како си со тие спомени, мислам, колку длабоко ти се во негде ставени за да не те мачат. Ма не ме мачат. Ова беше мојата терапија. Ова беше мојата терапија и ме препорачуваме на сите оние што мислат дека имаат проблем со алкохолот, а истовремено мислат дека знаат да напишат нешто. Кога ќе одлучат да престанат да пишуваат, да пијат алкохол, а да почнат да пишуваат да го прават, то не мора да пишуваат за алкохол, нека пишуваат за планините, цвеќињата и рекичките. Не е битно. Пишувањето е многу добра терапија. Значи јас оваа книга ја работев како да сум вработен во фабрика за производство и создавање на книги. Значи станува во 7 часот наутро, го пиев своето прво кафе, го отворав лаптопов и почнував да пишувам. Што се сеќавам до смрт. Го почна и долот и кај беше во Охрид беше. И се чувме нели на телефон, баш така рано сабајле, што приш ми кажеш, од 7 сум станат, пишувам книга. Да. И јас уживам во тоа и можам да ти кажам наискрено дека ми недостасува. И едва чекам да видам како ќе помине ова чудо, затоа што имам идеја за трета книга, која ќе биде прва што нема да има автобиографски елементи. Мислам дека имам една гениална... Таман се навикнавме. Една гениална... пишуваш ли више? Една гениална приказка. Да. Па, сега некој тоа ќе рече премногу еготрипови, премногу нарцисоидност. Нека биде и така. Мислам дека Венко Андоновски, рецензентот, големиот Венко Андоновски, ме прочитал и мене добро, а и книгата добро. И кажа неколку реченици што мене ме погоди начинот на кој Венко ме прочитал. И рецензијата е на Венко е исто така составен дел од книгата, бидејќи апсолутно се надополнува со она што го пишува во
во овој мој литературен обид. Инаку да ти кажам дека насловот на неговата рецензија посветена на мојата книга е елегантна бруталност. Значи, Венко зборува дека мојата книга не припаѓа на ниеден стил. Значи, не е ни романтизам, ни модернизам, ни постмодернизам, туку вели дека сум автор на еден нов стил во македонската литература кој се вика витализам, лајфизам или животинизам. Мора и горизам нека биде. Знаеш што, морамо да ви кажам. Игор пропагира здрав живот, breaking news. Breaking news. Па не пропагира здрав живот. Сега овие се, да, мора има вакви дечки, има да пропагира здрав живот. По срамота ја да пропагирам здрав живот. Јас да пропагирам да не пиете и да не се коцкате и да не се врзувате со пороци. Јас сам само да ги пренесам своето искуство. Ја не гледам ништо спорно во тоа. Бидејќи сме ептен на крај заради тоа, кажав отприлика тоа се прашањата, земав нешто, преземав, направив, има многу што може да се збори и why not ќе направиме и продолжение. Да, ние очекуваме деновиве да го дознаеме точниот датум. Тоа што е тоа ќе биде финално. секако наредната недела. На еден ќе постојат реклами и тоа, значи ќе направиме две промоции. Ова морам да го кажам. Значи првата ќе биде во просториите кај издавачот, значи ќе биде на Фон универзитет. Добро. Јас имам за само еден месец преубави искуства со тие луѓе таму. Голема благодарност до семејството Цановски, особено до господинот Сефер Цановски, кој е првиот човек во Македонија кој повикал човек што напишал книга да му ги откупи авторските права, затоа што за него важи една од речениците што имам посветено за големиот Коле Ангеловски во книгата, но после 35 години важи за нов човек. Значи, он ми даде шанса кога никој не веруваше во мене и он веруваше во мене кога никој не ми даваше шанса. Сефер Цановски. Значи, воопшто целото семејство, воопшто начинот на организација на тој универзитет. Ние направивме некоја забава таму, јас сум сега се почесто и почесто таму. Финансирање на проекти за кои тие сметаат дека се од особена важност. Цановци сметаат дека ова е проект кој ќе биде особена важност, ако не за нивните студенти, барем за нивниот универзитет, затоа што на крајот на краиштата, она што и Венко Андоновски го пишува во својата рецензија, јас сум најмногу горд на таа една педагошка нитка што ја има книгата. Значи, јас за урнек ги имам земено студиите на најголемите стручњаци од областа на алкохолизмот, па го цитираме тој Јелинек во целата книга. Да им оставиме, кажи ми ти за втората големата промоција, сенародна. Значи, првата ќе биде на Фон, а веќе утредента ќе направиме комерцијална промоција и ќе го спроведеме она што ни беше идеја уште пред Нова година, да го направиме во Рамстор. Од кога го збориме тоа? Во сабота или недела, кога таму фреквенцијата е голема, ќе направам промоција како што се прават на запад, ќе седам цел ден. А таму ќе ги потпишувам сите книги што ги бидат купени. А конечно и среќа во целава наша несреќа е што веднаш после промоцијата започнува и сајмот на книгата од 12 до 17. Супер, и таму ќе имаме сајм. Таму ќе си имаме едно штанче. И ќе си ја продаваме книгата. Пиеме кафе. Ќе пиеме кафе. Нема пиво да пиеме. Цената прашуваат за цена? 1 денар страничка. 400 денари, 400 странички. Што сака? Предходната ти беше 666, знаеме зошто беше. Да, знаеме точно зошто беше. А сега ме прашува зошто 400. Чека се, не ѓаволот, да не туку одма, мислам туку рулетот. Рулетот, да. Сеќам дека на една пресконференција на Зимскиот сајм една од новинарките ме праша: "Што мислите вие, господин Џамбазов, зар не е малку скапа вашата книга 666 денари?" Јас веднаш ја прашав: "Девојко, дали скијаш ти?" Скијам. Да, скијам. Каде скијаш, на Шапка или на Мавро? Она сега пред сите зборна вика: "На Мавро." Колку плаќаш дневна карта за скијање? Она вика: 850 денари. Благодарам ми, велам. Значи, мојот живот вреди помалку од една дневна карта за скијање во Заре Марковски. Неке да. И му рече на стотче: "Извади." И тоа е што очекував дека ќе биде. Многу фин разговор. Малку е ова, пријател. Да, знам. Еј, ај Младен да го викнем ако не да продолжиме ние. Се надевам и знам дека пак ќе седнеме тука. Ти си супер и одлично. Ти оди, многу сакам да те гледам среќен како мој личен идол. Ја правев некоја пауза со интервјуа заради ова цело уредништво. Сега се праќам да бирав човек. Озбилно, да бирав човек од цел свет, немаше други да изберам. Може да ти кажам дека ме затекна во убаво време, иако денеска што викаат Кумановци не ми е дан. Ова промената на времето малку ме хендикепираше,
Но среќен сум поради тоа што, ете, идолот оди најдобро што можеш да го замислиш. Последно прашање ти чувам за ова. Доживуваме промоција на книгата. И што? Знаеш ли што ќе да прашам? Што? И жена? Има ли некоја? Официјално нема, колега. Нема? Но ако го отвориш мојот мобилен телефон, ќе видиш дека има. А бидејќи си ти учтив дечко и нема го да го отвориш мојот мобилен телефон без прашање, а јас сум Игор Џамбазов, па никош нема ти дозволам да го отвориш мојот телефон без прашање, така да ќе дознаеш кога и сите други. Одлично. Дали има нешто, ако воопшто има. А ни јас не знам дали има. А не знае ни она. Подобро не можеш. Многу е компликувано кај мене. Гасиме. Тоа е тоа. Ви благодариме многу јас и Игор. И се гледаме во некоја следна прилика. Која следна прилика се гледаме за саат време на Идол? Да, оди. Чао. А за тоа те брзаме, да. Се гледаме, се најдом. Тренувам помисли на тоа што се можеме. Може би е Бог зна, а може не. Дали крајот вака мири? Косата ми е толку сува. Како твојата изгледа толку здраво? Тоа не сум јас, тоа е мојата нова Шаума Суперфруд Микс за коса. Иновација од Шварцкопф, Шаума Суперфруд Nutrition. Суперовошјето ја има сета моќ на витамините за негувана и мазна коса. Затоа сите мажи кај тебе чекаат на ред. Ново Шаума Суперфруд од Шварцкопф, професионална нега на косата за вас. И за моментно расчешлување без измивање, новата Шаума спреј регенератор. Ќе одите лево, има едни скали, почекајте. Има светлечка реклама. Една светлечка реклама вреди 1000 зборови. Светлечки реклами ПАП Охрид. Утре во време ќе читате. Едноумието на власта ќе истури народ на улица. Експертите здравуваат од избори без опозиција. ВМРО продава книжки за вработување. Скандалозни понуди од активистите на владеачката партија. Лавовите изедоа 250 училишта. Што се можеше да се направи со парите од проектот Скопје 2014? Во утрешниот број излегува и специјалниот прилог здравје. Читајте време. Нов, извонредно густ и моќен мер. Извонредно густиот мер гел прави богата моќна пена и лесно ја раствора тврдокорната маснотија.